Царската ќерка и екимот. Една царска ќерка боледувала од некоја мисла што имала. Сите царски екими ја ватиле да ја лекуваат и никој лек не беше и нашол. Од ден на ден се полошо чинела и на лице гинала. Чул еден стар еким што бил заборен од светот поради староста што имал. Никој не беше го викал. Ја чекај, рекол сам со себе. Да појдам кај царската ќерка, да ја видам шо болест имат и да ја оздравам. Пошел и се представил пред царската ќерка. Од кога е испрашал заради болеста, од секаде што е и што ја боли, и го нашол лекот. Мнозина екими, му рекол стариот еким. Те лекувале и билки ти давале, и пак не те оздравале, ќерко. Јас без билки ќе те оздравам. Да ме паметуваш и да велиш Бог да го прости стариот еким што ме оздраве без билка. Ов бре дедо, му рекла нажалено царската ќерка. Ако можеш да ме оздравиш, јас ќе му речам на татка, тебе да те клајт прв еким на столнината и голем бакшиш ќе ти давам. Од кој чул екимот тие зборови, отишол преку менџијата и направил еден позлатен прстен со муро доскора. На муро беше пишал вака: се што било, поминало, и се што ќе биде, ќе поминит. И го донесол екимо прстено и ја клал на прсто. Евети го леко, царска девојко, и рекол екимо. Секој саат и секој ден, кога ќе ти дојде лошата мисла што ти го мачи срцето, ќе го пееш мурот и ќе го подразмислиш тоа што ќе го пееш. Така ако го пееш и размислиш, до 40 дни ќе оздравиш. Без друго, те уверувам и со глава моја ти се таксувам. Ако не оздравиш, да ми ја пресечете главата. За вистина, царската ќерка беше оздравеала побрзо од 40 дни, од болеста што ја имала во мислата. Таа оздравела и екимо на голема чест беа го клале.